Најубавата елка. Во дворот на семејството Мирчевци, во задниот дел, токму под лисјата на стариот орев, живееше семејството Ежови. На стемнување ќе излезеше некој од нив да набави храна, некој инсект или некое паднато скапано овошје. Децата, штом ќе го видеа, радосно извикуваа: "Еве го Ешко", не знаејќи дека се различни. Никогаш не ги повредуваа, бидејќи знаеа дека ежовите ја штитат куќата од змии. Еден ден децата ја заборавиле новогодишната сликовница во дворот. Малото еже, поминувајќи покрај неа, го виде најубавото нешто — украсена елка. Веднаш ги повика родителите да ја видат и посака такво нешто и во својот дом. Татко му со сериозен тон му рече: "Ова нешто го имаат само луѓе и тоа во зима, кога ние сме во зимски сон." Ежето многу се натажи и тагуваше со денови. Татко му размислуваше како да го развесели. Еден ден во дворот забележа мониста во различни бои. Се стркала во тревата и ги закачи на боцките. Кога пристигна во домот, мајката го повика малото еже. Пред него стоеше ежовата новогодишна елка, украсена во сите бои. Ежето беше пресреќно. Насмевката се врати на неговото лиценце. Можеби не беше иста како во сликовницата, но сепак беше нејубава.